Обилните врнежи од дожд кои веќе неколку дена не престануваат, полека стануваат проблеми закана за граѓаните. Во текот на ноќта, како и утринава под влијание на циклонска активност и влажна воздушна маса од Медитеранот, насекаде во земјава продолжуваат врнежите од дожд кои се пообилни во југоисточните и централните делови. Најмногу дожд до 7 часот утрово наврнал во Демир Капија околу 100 литри на метар квадратен, а најмалку во Крива Паланка 2 литри на метар квадратен. Во Битола измерени се 4 литри на метар квадратен, но и тоа е доволно за да граѓаните не можат да се движат слободно по улиците, кои веќе почнаа да личат на езера. Таква беше сликата утрово кај Симпо, каде автомобилите пловеа во вода, а беше невозможно човек да ја помине улицата. На ваквата состојба реагираа граѓаните кои живеат овде и за неполн час екипи на јавното комунално предпријатие Нискоградба од Битола се погрижија водата да заврши во шахтите кои беа затнати од лисја, наместо истата да стои на улиците. Од ова јавно предпријатие велат дека не се тие виновни за ваквата состојба, затоа што редовно се чистат шахтите низ градот, но со паѓањето на лисјата од дрвјата, истите повторно се затнати. Метеоролозите обилни врнежи од дожд најавуваат и за утре, кои се очекува да бидат пообилни на повеќе места во југозападниот регион. Најмалку врнежи се очекуваат во крајните источни делови. Во сабота интензитетот на врнежите ќе се намалува, а од недела ќе има опаѓање на температурата и повремени врнежи од дожд, а на планините и на повисоките места и врнежи од снег.